Благодарам. Колешке Задуровска, во вашиот одговор ми оставивте впечаток со споредбата околу земјите членки на Европската Унија. Независно дали се работи за малите држави кои што се членки на Европската Унија како Луксембург, ја спомнавте и Швајцарија, меѓутоа заборавивте дека ова влада ја доведе државата на прагот за преговори, за почеток на преговори со Европската Унија и како ја начека, во која ситуација државата и како меѓународните институции гледа на оваа држава претходните 11 години, како не дефинира како заробена држава. Заборавивте да кажете како граѓаните се чувствува, дали се чувствуваа слободно, дали беа моќни во поглед на нивните лични примања. И кога сме во тој дел околу силна економија, кажавте дека не е се во висината на платите за да може да биде една држава силна, односно една економија. Јас морам да ве негирам заради тоа што ако граѓаните имаат добар стандард, тогаш и државата би била силна. Како поинаку би му го подобриле животот на граѓаните ако имаат ниски лични примања и тогаш тие се во некоја ситуација да не можат да бидат ниту слободно да си го искажат своето мислење, да не речам да бидат исплашени. И не е исто кога зборуваме за минимална плата од 9.000, за минимална плата од 12.500 и да размислуваме за повисока минимална плата и се согласувам дека минималната плата како категорија на вистина може би звучи понижувачка, меѓутоа од некаде мора да се тргне заради тоа што претходно не постоеше ниту категорија за сите вработени минимална плата. Ова влада успеа да ги стави на исти ранг сите вработени и да почне од некаде да ја покачува минималната плата. Кога правевте споредба за тоа како светот не гледа или како Светска банка не препознава, да го препознава Светска банка нашиот раст и во последниот извештај, за разлика од она кој што го пласирате дека таа е против зголемување на минималната плата со буџетски средства и против субвенционирање на придонесите на вработените во реалниот сектор, морам да ве коригирам заради тоа што Светска банка вели дека потребно да се зголеми минималната плата, ја поддржува субвенционирањето на придонесите, но вели да се погрижите околу продуктивноста на трудот. И секако дека тоа е апел, односно препорака која што ова влада ќе вложи напор да се придржува кон таквите препораки и да превземе соодветни мерки. Околу задолжувањето, може би нема да имам време, меѓутоа морам да напоменам дека за прв пат јавниот долг беше намален во 2018 година и дека ги вративме долговите за филхармонијата како непродуктивен трошок за кој што се задолживте во 2017 година. Ни оставивте сериозни обврски од 155 милиони евра околу кредитирање, 270 милиони евра за еврообврзница, од која што третина вративме, 500 милиони евра ни оставивте долг од претходните години и околу транспарентноста на долгот морам да напоменам дека за прв пат Ви благодарам. објави на сајтот на Министерството овој податок околу задолжувањето. Благодарам.